Venera, опозиција со Плуто во знакот Водолија. Транзитната Венера ќе патува преку хороскопскиот знак Лав од 25.8.2025 година. Само што ќе пристигне во хороскопскиот знак Лав, ќе воспостави во истиот момент една опозиција со Плуто во знакот Водолија, кој што е актуално ретрограден и се наоѓа на вториот степен. Каква е таа колективна енергија и што ќе можеме сите од оваа енергија да очекуваме? Да кажам дека оваа енергија, значи оваа опозиција измеѓу Венера и Плуто е доста кратка. Тоа значи она ќе трае од 25.8. па све до 29.8.25 година. Значи можеме да кажеме дека не очекуваат доста страствени моменти во љубовта. Значи, ако имате некои лични планети измеѓу 0 степен Лав и 5 степен Лав, или па можеби сте асцендент Лав, значи ова е стварно еден интензивен период, еден колективен интензивен период кој што не очекува со оваа опозиција измеѓу Венера и Плуто. Венера само што ќе пристигне ќе ја направи оваа опозиција. Каква е таа колективна енергија? Како што спомнав, една доста интензивна енергија, една доста страствена енергија. Венера во знакот Лав представува една жена девојка, која што е доста горда самата со себе, која што знае што сака, која што може да ја сподели својата љубов со другите и тоа од срце да сака. Меѓутоа другата страна, позадина од неја е кај што она истото тоа од другите го бара, сака да биде ценета, сака и нејзе да ја сакаат, ја бара бината, го бара аплаузот. Сега, спротивно стои Плуто. Ако таа љубов она не ја подели на еден автентичен начин со спротивниот пол, со некои манипулативни игри, кои што можеби се служуваат и можеби ги доживувате, знаете дека Плуто тоа нема да ги дозволи. Плуто одбара од вас да бидете автентични во љубовта, да водите една искрена, страствена љубов. Само тогаш ќе можете овој интензивен период да го живеете на еден искрен начин.